Почитуван председателе на државата, господине Ѓорѓе Иванов, почитуван премиер и председател на ВМРО ДПМН, господине Никола Груевски, почитувани жители на Гевгелија, драги пријатели, председател на државата е највисоката функција што постои во Македонија. И преку човекот што ја врши таа функција, се врши најсилната презентација на нашата нација, на нашата култура, на нашата историја, на она што сакаме да му го кажеме на светот што е Македонија и какви се македонците. Тоа е човекот, председателот на државата, на кој што секој од нас му дава дел од себе за да не представува надвор. Но тоа е човекот кој тоа представување мора да даде и он дел од себе за да не представува како што треба. Исто така, функцијата председател на државата е функција која ја сплотува нашата нација. Функција преку која се решаваат најтешките проблеми во државата кога тие ќе се јават. Тоа е функција која дава насока каде се движиме како народ. Председателот на државата е врховен командант на армијата на Република Македонија, бедемот на нашата безбедност. Председателот на државата е тој кој што заседава со Советот за национална безбедност. Затоа е многу важно кој ќе биде човекот на кого ќе му го дадеме гласот, кој го има капацитетот да ги исполнува сите овие функции. Македонската историја имала многу великани, но сепак бројот на луѓе кои го имале капацитетот, а реално во сите аспекти на вршење на функцијата председател, да го прават тоа како што треба, е релативно мал. Мора да спомнеме некој од нив. Тоа е Никола Карев, тоа е Методи Андонов Ченто, тоа е Борис Трајковски. И да, драги мои, јас сум убеден дека и вие и јас мислиме дека тоа е и Ѓорѓе Иванов. Затоа сум тука денес, говорам и како член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, ја вршам функцијата и вице-премиер за економски прашања, но најмногу ми е драго што говорам за Ѓорѓе Иванов како за пријател. Човек кого го почитувам пред се поради неговите човечки квалитети. Се разбира, го почитувам и поради неговите дела, она што го има направено за Македонија. Почитувани, да се води држава е исклучително сложена активност. И таа не може да ја врши еден човек. Таква активност може да врши само тим. Тим од луѓе кои што знаат што прават, меѓутоа тим од луѓе кои што мора да биде предводен од вистински лидери. Затоа кога се дава оценка за даден човек, особено за политичар, треба да се гледа кој е тој како индивидуалец, како човек, но секогаш треба да се погледне и на кој тим тој припаѓал и какви резултати тој тим постигнал. Затоа, дозволете да ве потсетам сосема накратко за дел од резултатите што тимот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, предводени од нашиот двоец Груевски и Иванов, ги постигна во изминатиот период. При тоа, водејќи сметка дека и на Груевски, и на Иванов им падна да поголемиот дел од својот мандат го вршат во услови кога во светот владееше светска економска криза, во услови кога се уште во Европа владее должничка криза. Кратко е времето да се кажат сите постигнувања, но ќе издвојам само неколку. Како вице-премиер за економски прашања морам да почнам со економијата, бидејќи она што го направивме во изминатиот период е раст на економијата од преку 60%, раст на извозот од 67%, раст на бруто инвестициите како дел од бруто домашниот производ за 90%, раст на бројот на странски туристи, од кои што голем дел токму тука доаѓаат во Гевгелија, од 98%. Постигнавме напредок на сите светски листи каде што се врши некакво рангирање. Дали е тоа на Светската банка, на Светскиот економски форум, на Херитидж фондацијата, на Европската банка за обнова и развој. Која год сакате одберете институција во светот, која врши некакво рангирање во изминатиот период, Македонија направи сериозен прогрес.
Успеавме да реализираме и низа на многу важни инфраструктурни и стратешки проекти. Ги изградивме и обновивме двата наши најважни аеродроми, оној во Скопје и во Охрид. Секогаш ја користам можноста да кажам дека во последните 2 години аеродромот во Скопје е прогласуван за најдобар аеродром до 2 милиони патници во Европа. Тој е оној аеродром што долги години беше запустен, кој што беше срам за Македонија, која што беше првата точка кога ќе дојдеше страници, ќе ја видеше Македонија и ќе добиеше прв печаток. Денес имаме најдобар аеродром во регионот. Отпочнаме со реализација и на 3 автопатишта, при што 2 од нив се одвиваат на исклучително тежок предел. Лесно е да правите автопат низ низина, низ рамница. Тешко е да го направите низ Демиркаписката клисура. Но успеавме, 2 години траеше подготовката за тој проект е во фаза на реализација. И обновивме и железницата, и обновивме железничката инфраструктура, започнавме со изградба на поврзувањето кон Бугарија. Обновивме и голем број на електроенергетски објекти, но почнавме да градиме и нови, како ветерниот парк во Богданци, кој што секој ден можете да го видите. Изградивме или почнавме со градење на голем број на слободни економски зони, каде што доаѓаат инвеститори и ќе доаѓаат во Виднина да инвестираат во нови фабрики и да отвараат нови работни места. Таква слободна економска зона отпочнавме и овде во Гевгелија. Донесовме инвеститори кои што се реномирани секаде низ светот и кои што во Македонија започнаа така наречени гринфилд инвестиции. Тоа е за прв пат во историјата, од кога владата на Груевски, подпомогната со председателот Иванов, гледаме дека во Македонија доаѓаат гринфилд инвестиции, а не инвестиции каде што се распродава нешто или се приватизира. Ги донесоме Джонсон Контролс, Джонсон Мети, ги донесоме Дракстел, Маерк и Кромберг и Шуберт. Креиравме клима со која и во пограничниот појас се зголеми интересот за инвестирање. Не е случајно тоа што неколку компании се одлучија тука во Гевгелија токму да направат дел од своите инвестиции. Почитувани, во неколку региони во државата, во Гевгелија, во Кавадарци, во Штип, невработеноста веќе не е проблем. Таа е сведена на нормални рамки како во развиена држава. И ние тој тренд ќе продолжиме да го шириме и низ другите градови низ земјата. И понатаму ќе продолжиме да правиме уште нешто друго. Не само да се заработува врз основа на трудот, туку уште повеќе врз основа на умот што ќе го вградуваме во нашите производи. Председателот Иванов беше со нас во сите овие проекти. И тоа не само со поддршка на законите. Често пати, она што не е познато толку во јавноста, Иванов се вклучуваше и директно помагаше во реализација на конкретни проекти. Имавме председател, имавме пријател на кого можевме да се подпреме. Дозволете да посведочам за еден пример на нешто што јас лично го имам работено заедно со други луѓе од владата за проект кој што е многу важен за Република Македонија. Се работи за проектот за автопатиштата, за вториот и третиот, оној кон Штип и оној во Западна Македонија, што ги реализираме со помош на Народна Република Кина. Работата на тој проект траеше повеќе од 1 година. Истиот започна со иницијатива на нашиот премиер Груевски, на оперативно ниво потоа работевме еден поширок тим, речиси цела година, многу взаемни посети, стотици, ако не и илјадници часови во анализи, користење на странски консултанти. Верувајте, потребно е многу знаење за да се отпушти еден таков проект. Проектот одеше убаво, но дојде фаза кога на проектот му недостасуваше она што нашиот народ го вели късмет. Му недостасуваше мала помош, некој да го поттурне за конечно да се потпише договорот. Тогаш се обративме до председателот Иванов и за време на својата посета на Народна Република Кина потроши повеќе од 2 часа во убедување на кинескиот председател да ја дадат политичката поддршка за тој проект. После таа средба политичката поддршка беше дадена и договорот почна да се реализира. Конкретна активност, конкретна помош од председателот Иванов на конкретен проект во економијата. Ви благодариме, председателе. Почитувани присутни,
Денес инвеститорите ни светот имаат многу можности каде може да ги инвестираат своите пари. Ние во владата, заедно со председателот Иванов, напорно работиме и се бориме да ги донесеме тие инвеститори кај нас. Преку многу проекти, преку многу активности. Но она што нашите политички опоненти забораваат да го земат во предвид е дека инвеститорите на најмал знак на нестабилност, на најмал знак на политичка несигурност во дадена држава се повлекуваат и одат во други држави. Она што го гледаме од нашите политички опоненти, од СДСМ, во овој период, дека овој процес на инвеститорите, како тие размислуваат, нашите политички опоненти не го разбираат. Тие неодговорно, особено во овој период, ги заплашуваат македонските гласачи, ги заплашуваат и инвеститорите со ширење на целосно погрешни информации дека македонската економија е во опаѓање, дека економските политики на владата поддржани од председателот Иванов биле погрешни и дека доколку нивниот кандидат за председател стане председател на овие избори, тој отворено ќе се спротивставувал на политиките на владата, јавно ќе ја критикувал и со тоа ќе се борел за развој на демократијата во Македонија. Со такви изјави, тие веќе во моментов и прават штета на државата, а замислете што би се случило доколку 5 години некој се однесува на тој начин. Ќе се направи штета која е ненадоместлива. Почитувани, на Македонија не и треба председател чија главна цел е да ја врати својата политичка партија на власт. Не и треба председател кој ќе говори негативно за владините политики само затоа што доаѓа од друга политичка опција. Она што ни е потребно на сите граѓани е да имаме председател кој ќе дава поддршка, кој ќе биде усогласен со политиките на владата, бидејќи тие политики даваат резултат. Ни треба председател кој што ќе биде спремен да се среќава со странските инвеститори, од кого ќе имаме поддршка во изменувањето на законите за подобрување на бизнис климата, се со цел и за домашните и за странските инвеститори да создадеме услови да ги инвестираат своите пари и конечно да го решиме проблемот на невработеноста низ целата држава. Ни треба председател кој своите сугестии и тогаш кога има различно мислење од извршната власт, ќе ги соопшти во рамките на тимот, на разумен начин, каде со ладна глава ќе се најде решение за проблемот. На начин како што тоа го правеше Иванов до сега и на начин како што тоа ќе го прави во иднина. Драги пријатели, убеден сум дека во вториот мандат, поддржуван од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓи Иванов ќе продолжи да работи со истите принципи и искрени намери. И со ваш благослов ќе продолжи да реализира уште многу проекти кои се видливи, реални и мерливи. Во уверувам и дека владата на Република Македонија, предводена од нашиот премиер Груевски, ќе продолжи со исто темпо и дека тимски ќе соработуваме со нашиот сегашен иден председател, господинот професор доктор Ѓорѓи Иванов, бидејќи сите сме помудри, сите сме поискусни за периодот што го имавме позади нас и со тоа представуваме гарант дека и проектите што ќе ги реализираме ќе бидат уште подобри и уште поквалитетни. Овој принцип на работа не е случаен. Тоа е затоа што ги делиме истите вредности. И не е случајно одбрано логото на оваа кампања. Тоа е базирано на реалното однесување токму на Ѓорѓи Иванов. И за нас во ВМРО ДПМН, и за Ѓорѓи Иванов, принципот е едноставен. Ние ја ставаме државата пред се, ние ја ставаме Македонија пред се, ние го ставаме народот пред се. Да сте живи и здрави и да му дадеме поддршка на председателот Иванов.